По грозоморниот чин кој се случи во саботата во кој 24 годишно лице од Делчево со јавна осуда за физичкото насилство врз жена од Делчево, деновови излегува голем број на релевантни фактори, меѓу нив и градоначалникот на општината, како и представници на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Делчево. Во својата изјава делчевскиот градоначалник Горан Трајковски истакна дека Делчево е во шок по немилиот настан, при што изрази осуда за монструозниот чин и ги повика надлежните органи максимално и професионално да го водат случајот и да изречат максимална казна за сторителот. Како градоначалник, заедно со Комисијата за еднакви можности, ќе ја дадеме целата потребна помош и поддршка жртвата да се избори со последиците по громорозното физичко и психичко малтретирање. Делчево не е и не смее да биде сцена од холивудски хорор филм, каде криминални и болни умови ја роварат сигурноста и безбедноста на сите граѓани, посебно на жените, нарушувајќи ја нивната самодоверба, да предизвикаат негативна перцепција и да ја дискриминираат жената. Заедно со Комисијата за еднакви можности при општина Делчево, будно ќе го следиме развојот на случајот, а воедно со граѓанските организации во Делчево и секторот за превенција при Министерството за внатрешни работи, заедно со Комисијата за еднакви можности ќе работиме на оваа проблематика со цел да превенираме вакви идни случаи. Надополнувајќи се нова изјава од Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во Делчево, истакна дека во Делчево не смее да се дозволи криминални и болни умови да ги дискриминираат жените во едно современо демократско општество. Ова насилство што се случи во Делчево влијае врз сите жени, врз нивната сигурност и безбедност во домот. Во Делчево не смееме да дозволиме криминални и болни умови да го нарушат мирот, да нарушат само довербата на жената, да предизвикаат стигматизација, негативна перцепција и други негативни појави кои ја дискриминираат жената во едно современо демократско општество каде секојдневно зборуваме за човекови права и слободи. Ваков облик на физичко насилство врз жена која живее сама во Делчево, Делчево не памети. И иако силувањето како облик на насилство е присутно во сите општества и во сите социјални слоеви, а корените на насилството сепак лежат во таа постојана дискриминација врз жените, сепак оваа статистичка формулација не треба да биде оправдување и амортизирање на сериозното прашање кое се наметнува, туку напротив, поле за поголема работа и соработка и на граѓанските организации во Делчево, но и на одделот за превенција при МВР. Инаку свирепиот настан во кој беше силувана жена од Делчево се случил на 31 октомври 2020 година, пошто откако било пријавено лицето Б, 24 годишник од Делчево, истиот бил лишен од слобода. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот.